копирање на муџа. Поздрав сте, јас сум Некикс, добравте во новото видео. Денеска, луѓе, правиме една тема што повеќето луѓе од вас ми коментираат скоро на секое трето видео едноставно, така да луѓе имам нешто запишано овде што сакам да ви окажам и на вас и на некои други луѓе што цело време ми пишат: ти го копираш на муџа, ти си муџа од AliExpress. Да, тој сум. Едноставно нема тука што да правам, човекот ми е идол. Така да ќе кажам и некој случај што ќе се согласите со мене. Зошто на Давид Блек, што имат 15.000 сабскрајбери, не му го викате тоа дека е Джейк Пол од AliExpress, а зошто мене со толку сабскрајбери ми викате дека сум муџа од AliExpress. Така, едноставно тука е разликата во бројка на сабскрајбери и на прегледи, и овде имат доста голема разлика на бројки сабскрајбери. Да, што сакам да кажам, тој имат 15.000 сабскрајбери, јас имам 800 сабскрајбери, така. Јас имам 150 прегледи на видео, затоа што малце ми растет каналот, така. Тој имат по 10.000 на видео, едноставно. Ете, тука настанува цела работа. Едноставно, него го прават сабскрајберите Джейк Пол, мене ме правят сабскрајберите муџа од AliExpress. Ете, во тоа е разликата едноставно. Да, денеска правиме тема муџа, уште еднаш ќе кажам. Прочитав еден коментар, ти користиш, тоест вие со ставрески на последното видео беше овој коментар, вие со ставрески копирате, значи тамнели од муџа. Добро, за мене беше поќе на мене тој коментар. Еве зашто, значи, го копирам. Тоест коментаров. Вие копирате од муџа тамнелој, вие копирате од Јанко и од Бака Прасе форите, така да, што е тука е, ни влегле во ум и затоа ќе копираме, така. Уште еднаш ќе кажам, еве зошто го копирам на муџа. Имам запишано овде некои, да речам, реченици, што да не ми речете после, ти не знаеш што зборуваш. Не, едноставно јас изборувам, само што реално немојте да ме сватите некој од вас. Како прво, муџа ми е идол, гледам да ги правам видеата толку интересни како него, затоа што човекот знае што правите едноставно, во секој момент знае да те насмее, во секој момент знае деста е ти тие фора, така да, ете. Втора работа, човекот си гледа за него само, не гледат за Ваними, за Бака Прасе, за еден за друг. Не, гледат за него, тој што го дружи, тој го дружи, тој што не го дружи, не го дружи, и тоа е то. Едноставно човекот не, ајде се да речам, Јанко ќе му зборви то и то, и овај као, ајде се и јас ќе се вмешам да направам драма, да земам уште толку сабскрајбери, па да се качам на 1.500.000 сабскрајбери. Не, едноставно, човекот има 1.400.000 сабскрајбери и му е гајле за еден за друг, едноставно не се имат вмешано во драми, си правит видео по негови, немо е за прегледи, за сабскрајбери, за коментари што зборуваат луѓето други, снимат, роеш, имат 50.000 прегледи, па едноставно пак луѓето го сакат, ваѓаат GTA 5 на секој месец, па имат видеата по 200 до 300.000 прегледи, што значи таку снимат, тој цело време доколку снимат GTA 5, тој би се вратил пак во тренд да би бил, затоа што беше во 2017, во 2016 во тренд цело време, трки кога и стаеше, тој едноставно имаше преку 300.000 прегледи секоја трка и денеска е така да едноставно човекот не е, значи драма е, ќе кажам, не се мешвит во драми, сам си има достигнато со свој труд, знаат како е, а не сега некој дошол од пред година и пол, има толку и толку, скоро ќе стигне сабскрајбери, така да не ни лажел, не ни крадел, едноставно со свој труд сам све успел. Не е работава ќе правам драми, ќе земам сабскрајбери, ќе правам драми на помали јутубери, па тука ќе земам сабскрајбери. Не, значи човекот и да не го сакаш, едноставно си го покажи самото лице и мислам дека е единствен јутубер што заслужи 1.400.000 сабскрајбери, што е на таа бројка денеска. Така луѓе, тоа би било то, се надам дека ме разбравте што сам да кажам
и колку е тоа паучно да речам, мислам паучно, нема тука паучно што е, но едноставно ете, сакам да ви кажам дека го копирам на Муџа заради тоа што сам има се достигнато, човекот е легенда и не му треба никој за да има успеано во тоа што го правите. И има докажано љубов према YouTube. Така да, оставите лајкче, оставите сабскрајбче, се надам дека и ние Никикс фамилијата ќе достигнеме некој ден таа бројка, тешко, но ништо не се знае никој пат. А не сте гледали на тоа видео, па и Муџа од AliExpress.